Јас сум македонец, роден во Титов Велес, 1941 година. Се викам Александар Темелков и сега живеам во Шведска. Во Шведска дојдов 1965 година од Хрватска, од Загреб, па во Малме. И ден денеска живеам, имам куќа и две дечиња и немам што да правам, доваѓаме кога можеме, доваѓаме во Велес, затоа што јас сум од улицата Ордан Джинот, или ние ја викалеме по старо, чекај сега да се сетам, како се викаше таа нашата улица? Влашката улица. Оти, мојата куќа беше под црквата Света Богородица. Над нас беше. Това можам да кажам. Јас сакам Македонија, само не ми е убаво со она што читам во весниците македонски. Јас се викам Трајче, потекнувам од Велешко, од Бистрица. Дојдов на 1965 година као студент. И од тогаш тука живееме во Малме. Ние живееме овде, ама со душата и со срцето спрема Македонија. И пратиме сите збивнувања. Се што се дешава со големо интересирање. И ова што се дешава во последно време многу не загрижува. Народот е многу загрижен и чекаме да се среди во еден подобар начин, во една светла иднина да гледаме за Македонија. Турското чугуров тука, вака беше со она. И се зема од таму македонка од Прилепо Велес. Арни сте? Јола бе, после баба ми стана за сите на нашата страна на Велес. Баба ми одеше за да прави манџите. Прво одеше со шише ракија, одеше и ги калеше тогај не прави, ако денеска картички, се ама ние децава, бабата ме ја чекавме, и кога ќе доди таму со тоа шишето, ќе им даа пари. И ние чекаме баба да дојде. Тоа беше 50, почетокот на 50-тите години, така нешто. Радост, леле баба, ни жалчиња, да се рече. И така беше нашиот живот за старците. Јас сум 1941, сега имам 75 години. Нека ви се множат, нека ви даде. Здрави, мајка ми е 40-та. И сакам да се пофалам дека се уште се добар физички. Меѓутоа, мозокот веќе Алцхаймерот почнува, своето го сака, не можам добро да се искажам. Кај него сум бил на сеќаваш, нели? Имам да знаев, ќе донесам ми тоа слика, имаве децата мои, тога беа мали, кај ним беа таму во Бистрица. Каде му доаѓа Бистрица? Таму е многу убаво. Таму кај Орегото. Свјати Боже, свјати безсметви, Ајде се. Се викам Андор Наневски Антонио. Сум роден во селото Радовор, Битолско, Пелагонија. Дојден сум во Шведска 67 година. Така да тука децата ми израстија, едниот син ми е доктор на науки, математика, другиот ми е учител. Сега е доцент по стариот, така да сум добар јас
времето го поминав многу убаво тука. Една идеја падна 73 година, 1973 година, да направиме храм тука македонски. Го контактиравме четворица тогашниот нашиот покойни Доситеј, така да најде терен тој. Рече дека можело, имало услови. Направивме со доста големи маки, тие ги знаат, архиепископијата ја знаат тагата наша, маките, проблемите кои биле, но сега фаламе на Господ, имаме и убав храм. Еден можда најстарите во Европа, западна, али и најубав. Храмот е многу убав, така да поздрав до Македонија. Сега ќе одам на одмор и да се видиме. Абе, видете. Колку време сте овде? 67. Јас сум 66-та родена. Синот му е постариот 65-та роден. Сега кажав е доктор на науки, математичар. Честитам. Тука во Шведска. Тука е професор на факултетот во Лун. Да, успешни деца имате. Јас успеав, децата ми се добри, ситуирани, благодарен сум. На Бога. И на Бога, а и на шведските институции, бидејќи ние дојдовме, јас дојдов со на куферче. Со торбето. Со торбе, тој бев година дена во Норвешка. Долга. Историјата е долга, тешка е, сегашните странци се гости. Тогашните странци беа навистина странци. Бидејќи ние немавме парче леп. До толку. Немавме парче леп, немавме каде да се прибериме. Немавме ништо над нас, ни станче, ни барака, ништо. Но, фаламе на Господ, успеавме. Добре. Добре, јас. Јас многу се радувам да го слушам дека од тим напорот што е вложен, себе си исплаќа да речеме за да можете. Ете, јас малце сум разочаран од нашите, од матицата. Многу ми е тешко кој ќе го кажуваат зборот вие, ние. А кои сте вие, кои сме ние? Која е разликата? Која е разликата? Во што е? Вие ќе ми кажете, кој вие, кој ние? Јас сум 5 мина браќа, 2 сестри, да почина, така да мојот покојни татко беше борец, се бореле за нешто, сега се други, времењата се други и према тоа ги знам. Не сум млад, јас Така е, 40-та година сте 39-та и сум доживеал, сум видел доста работи. Условите се тие и према тоа. Идите во Македонија? Секој ден сега ќе одам. Сега на 22 бегам. Сам ќе одам со колата, жената има некој проблем. Со кола. Одам со кола. Со кола, супер. Јас бев шофер во транспорт, така да ми лежи. Така, ќе уживате. Ми лежи, јас си возам и ми стои тоа. Се надевам ова година да ја оставам колата, ќе видите. Бог да ве чува. Ќе видите. Да сте ми живи, Господ, се не знам. така да, баш ми е драго кој ќе дојдат наши од таму, од крајот наш. Стари крај што би се. Ние не го викаме тој стари крај. Македонците во Америка стари крај. Тие австралијанците стари крај. Бевме и таму лани во Перт снимавме. И имам таму, таа има 2 сестри и жената, така да имаме и таму. Нас не има, само на месечина не има. Така е. Секаде не И има. во татковината не нема. И таму За жал. Јас кој ќе слушнам, сега бев пред 2 недели бев 10 дена. Вика Битола, од Битола се излезени некаде 50.000. Колку е вистината? Каја е вистината? Си одат од Истината сега. е дека тешки се условите за обстанок. Тешко е и младите падната не можете да економска. ги задржите. Дека ово ќе е среда. Тоа е прашањето ви. Слушај, ќе видиме. Ќе биде имало полоши работи. Се надживеале. Сме надживеале толку години. Ова земјина топка видела многу. Погроми, едно, друго И сме нас ќе не преживеале. види. Само ние е нас независноста.
Ništa drugo, ќе му направам нова, ќе му сторам ново. Kada je čel marski? Što će ga prašam jaz? Tebe te prašam, kada je čel marski? I to će praviš, i ovo će praviš. Mnogo će petamo. Ništo. Pokušan je mnogo. Не успеа. Evo, mene godiните mi kažuvat, inače jaz ne izlegував od tamo. Сум ја формирал и се борев и работев. Јас децата мои не ги видов како растеа. Тогаш не ги видов како растеа. Оти цело време бевме само тројца, уште ова, тоа е нешто најбитно. 74-та година кога се боревме против грци, срби, бугари. Да докажеме во шведските институции дека сме и ние народ и држава. И имаме и црква и јазик македонски. Го викнавме новинарството, постои од црквата. Го викнавме новинарството да докажеме. Четворица не дојдоја македонци, толку јаки македонци сме. Да кажат дека ние сме, не сме ни бугари, не сме ни срби, ни грци. Не сме македонци. Тогаш ќе се градеше и црква српска. Ме поканија мене, бидејќи Бого ја знае, ние сме голема. Јас сум четворица браќа, тука и две сестри. Сите сте богами. Сите сме богами. А брачеди имам Тоа е зародно околу еден Една четвртина од малку. многу. Така да рачунаа на мене многу, на мојата фамилија, и затоа ме викаа србите да направиме српска црква или југословенска. Ама таа беше српска. Јас ги прашав колку цркви постојат Свети Кирил и Методија во Србија. Едина е во Малме. Српска црква, нема Свети Кирил. Зашто? Тоа беше поставено, за тоа цел. знаете, тој беше некој си спасич. Добро, тој тогаш. Според тогашните потреби. Аз прв пат го слушнав името во Норвешка, во Осло, барав работа, рекој си Драган Бабич, ми понуде чорба да ми најдел работа. Од кај си? Јас сум од Битола, од Македонија. Не се рече ти Македонија. Шо сум? Јужно-србијанец. Супата му е турна во него вака, ево ти рекој јади. За прв пат го слушнав тој збор, јас, јужно-србијанец. Шуват, зашто се затворил човекот само со гулаби. А бил некој си официр таму близу. Вика, слушај, гулабите едини се што ме слушаат. Не преговараат. Никој не ми преговара, никој не се... Има таму еден стих, бидете во Библијата, бидете мудри како змии и незлобни како гулаби, незлобни. Во Светото писмо многу добро кажам, гулабот не се лути, незлобни како гулаби. Многу добар стих е. Така, Боге, браво бе со тебе, што приказни најдовме. Че најмене учат да шетаме ние, да погодиме луѓе вакви. Живи и здрави Да сте живи и здрави, нека не крепи Господ. Идете во Македонија. Пак не сочува Господ, тука Слушајте, сме. јас сум порано одев 2 пати годишно, 3 пати, додека ми беа живи родителите. Сега, еднаш годишно. Па ето пак 2 пати. Па супер, добро, така. Не е многу далеку. Со авион сте колку 3 леп до Битола со автобус Пелагонија. Да. Ајде да сте живи и здрави со Господ Поздрав напред. многу. Еде, поздрав, крепете се и семејството да ви живо и здраво. Ајде, пријатно. Шубави Пријатно. приказни. Браво, Боге. Ајде.